Добар ден. Меѓу стравот и недовербата во вакцинацијата од една страна и гаранциите и уверувањето што ги даваат лекарите од друга страна, стои дилемата која што деновиве им задава многу главоболки на родителите. Дали е подобро да ги вакцинираат своите деца или не? Разни сценарија се во игра. Од тоа дека родителите стануваат параноични, до тоа дека под влијание на пристапот на информации стануваат здраворазумни и велат не на задолжителната вакцинација. Контраверзата отиде дотаму што некои од нив се организира и одлучија да ја тужат државата под обвинение дека ги труе нивните деца. На оваа дилема разговараме и денеска во Зебра. Ова е тема што е особено актуелна на интернет порталите и форумите, токму затоа и оваа прилика ја користиме да ве поканиме сите вас, значи да го кажете вашиот став, да искоментирате на оваа тема на Твитер или на нашиот Facebook профил користејќи го хаштагот #ZebraMK. Нашите денешни гости се доктора Спасија Софијанова, директорка на детската клиника во Скопје. Добре дојдовте. И Сашо Тасевски, актер, писател и колумнист и прилично жесток на по оваа тема. Сашо, токму затоа и почнувам со вас. На што се должи најмногу отпорот на родителите и вие како родител имавте една прилично жестока колумна, затоа и кажав жестоко дека реагиравте на темата на задолжителното вакцинирање. Што е она што најмногу ги плаши родителите? Колумната беше жестока само заради тоа што прашањата ги отвори, инаку беше многу напишана со студена глава. Многу добро, така да кажам, релативно добро анализирана. Се користев релативно доверливи извори за некои работи. И така да, она што предизвика лавина на коментари беше самата содржина на тоа. Поентата на целата колумна, за да го отворам така муаветот, беше дека често пати, поготово ова време, или така да кажам, на див капитализам, фармацевските компании се наоѓаат во спрега со политичките елити во државите, ги користат своите моćни пријатели пак од моćните земји, за да ги наметнуваат своите производи на пазарите, на помалите пазари и на нешто поголемите пазари, па дури во овие најмоćни држави што се. Одма ќе кажам дека апсолутно имам доверба во лекарската фела. Учев средна школа биотехнологија, така да 90% од мојата генерација се запиша на медицина, фармација, стоматологија, да не редам биохемија и така натаму. Меѓутоа, тоа токму го користат фармацевските компании, ги бараат оние багови во лекарската фела кои што ги купуваат, поготово у земјите кои што се сиромашни, мали, многу лесно може да ги купи, едноставно да застапува некои негови тези или да изработува студии, евентуално тоа се случи во моćните земји, кои што студии даваат амин на одредени препарати или одредена храна или не знам, средства нели за медикаменти, вакцини и така натаму, кои што им даваат со тие студии фактички амин, дека може да се употребуваат на пазарот и дека не се штетни по здравјето. Прво сакам да поздравам целата јавност и да ја пофалам оваа иницијатива и вака да не седнете заеднички да разговараме и ми е драго како го започнавте разговорот. Јас подолг временски период не бев во државата, значи бев едно месец дена во Соединетите Американски држави, посетив неколку градови, меѓу кои еден од нив е Атланта и каде што имав прилика да влезам и во CDC, односно тоа е Центарот за контрола на болести и токму и каде што и се контролираат и вакцините, каде што се контролираат лековите, а имав прилика да бидам и гостин практично на колегата педијатар, бидејќи јас сум сепак педијатар во основа, кој беше наш гостин тука и да учествувам на еден од форумите во кој се разговараше за неонаталната вакцинација, значи за раната вакцинација, во која што ние сме облигаторни да ја спроведеме како таква, а потоа бев 2 месеци во Јапонија. Две, како што велите, влијателни држави во кои што нели сепак правото на тие фармацевтски компании од една страна, меѓутоа морам да ви кажам дека правото на педијатриското здружение и на лекарската фела сепак не може да се купи со пари. А тоа што јас во основа посебно во Јапонија го научив и сум должна да го споделам со оваа јавност, тоа е безбедноста на идните генерации. Имено безбедноста на едно дете, како треба да расте, во каква средина треба да расте, а вклопувајќи го тоа во тој дел и со вакцините. Имено, оној календар за вакцинирање кој што е светски календар за вакцинирање, се уште кај нас го нема достигнато тоа ниво. Ние се уште имаме помал број на вакцини кои ги даваме.
И околу тоа можеме да разговараме. Тоа е исто така дел од една комерција која што може би зголемениот број на давање на тие вакцините и во дел спаѓа од тоа. Најмногу вакцини. 17 до 20 дури. Да. Кај нас е тоа сведено на оној обавезен минимум кој сметам веќе долг временски период, веќе овој век, практично минатиот век, односно 200 години наназад, е веќе тоа контролирано строго од страна и на лекарската фела и сите ние кои се занимаваме со здравето на децата, и морам да кажам дека со контролата на тие болести заради кои се даваат вакцините, практично сме ерадицирале голема група на страшни болести, меѓу кои е пертусисот и меѓу кои е туберкулозата. И во оваа прилика ќе кажам, и мислам дека и ви спомнав, за кој моето зачудување огромно, во Јапонија додека бе во Токио, 90% од народот оди со маски. И се зачудив, прашувајќи ги моите колеги зошто тоа го прават, кај нив е вратена туберкулозата. Значи, тие луѓе се соочуваат, може би една од најразвините технолошки земји во светот, има туберкулоза во болниците. Зошто? Затоа што практично во еден временски период сметале дека нема потреба да се вакцинираат децата и буквално еден импортер од надвор. Сепак ние не сме имуни на тоа да прошетаме нели горе-долу и не знаете од кого можете буквално да добиете некаква ситуација, односно болест. Туберкулозата е вратена во Јапонија. В 2013 година, значи до некој деневе, пресекот ни беше 10 декември, 134.000 единки се вакцинирани. Значи тука спаѓаат примовакцината, ревакцината. Бројката е навистина голема од она што го имаме како податоци. Значи во 2012 година ке 11 деца се пријавени несакани ефекти. Значи секоја една вакцина, кога доаѓа детето на имунизација, ние кажуваме очекувани реакции кои се од некои вакцини. Значи 2012 биле 11 пријави, 2013 се 20 пријави. Во тек на 2012 59 родители потпишале изјави дека не ги вакцинираат децата, значи тој е период од 0 до 18 години. Оваа година, значи заклучно со 10 декември имаме 85 пријави преку службите, значи на Здравствен дом Скопје, на предучилишна и училишна медицина. Исто така многу родители реагираат за составот на вакцините, затоа што не се доволно запознаени што тие вакцини содржат. И веќе самите почнуваат да пронаоѓаат информации што содржи таа вакцина, па сега каков е тој состав на вакцините кои што се кај нас дека содржат умртвени ембриони или живи, полуживи, полумртви вируси, дека да речеме во странство се користи вакцина во која прочистени вакцини, нека ме коригира лекарката, целуларни вакцини, значи ги револтира квалитетот на вакцините. Зашто веќе прво, кога веќе го носам своето дете на вакцина, сум решила зашто да не добијам квалитетна вакцина. Второ, зашто јас кога ќе отидам да го вакцинирам детето, значи не добивам еден поддетален преглед во кој што убаво ќе се обрати внимание на состојбата на детето, затоа што веќе зборам сега од лично искуство. Имам син 8 годишен и сум го носила, значи на прегледот се состоеше само диши, дали тече носето и дали кашля. Значи и тоа е момент кој што кај родителите ствара малце и нервоза и револт, реагираат дека со вакцината, значи му се внесуваат на детето несакани состојки кои што го тераат имунитетот вештачки да изреагира на тие состојки, да, на создавателот на таа реакција и таа фактички како да самиот намерно го заразуваш детето и сега си викаш јас му го направив. Значи голема е грижата на совест кај тие родители, ја ги разбирам. Сите вакцини кои што се набавуваат во државата се од листата на Светска здравствена организација. Значи ние не отскокнуваме од некои други. Во регионот што е во Европа ги имаме истите вакцини. Значи тоа апсолутно во однос на квалитетот што зборите. Значи вакцините се тие според листата на Светска здравствена организација. Значи веќе некои болести се искоренети. Сега родителите што се прашуваат? Зошто ако се болестите искоренети се продолжува со вакцинација? Ако не постои реална опасност дека детето ќе се заболи од таа болест. Која е опасноста по здравјето на децата доколку не бидат вакцинирани за време на нивното детство, но и која ќе биде опасноста понатаму во животот доколку пропуштат некоја од вакцините? Значи, апсолутно онај што го разговаравме до сега. Сите овие вакцини се значи да спречат заболување, бидејќи никогаш не знаеме каде и кога и во каква средина ќе се најдеме. Значи, вие од тетанус, еве како што кажа соговорничката, значи болестите се искоренети, да, меѓутоа треба да се држи стабилно тоа ниво
Токму заради овие работи. Значи, детето може на лулашки да игра, да се исече од метал, да се инфицира, ако е невакцинирано, значи ќе развие тетанус. Значи, тоа се состојби кои што едноставно во периодот кога се највулнерабилни ги заштитуваат од овие тешки заболувања кои што може да имаат компликации и тешки секвели по животот на детето. Од друга страна, значи, еве за имперот, за паротитот кој што е дел во таа вакцина, значи ако не биде вакцинирано, многу е поголема опасноста да заболи во поодминатите години, збориме како тинеџер, како адолесцент, тогаш клиничките слики се многу побурни, компликациите се тешки со тешки секвели. Кога е повозрасно детето, нели се и возрастен човек, нели се дава повторна вакцина од тетанус, ако сме ние заштитени до животно од тетанус? Не, значи не се дава вакцина, туку се дава серум. Серум се дава за да се на некој, значи антителата си постојат и го штитат, меѓутоа серумот се дава бидејќи ако се поминати повеќе од 10 години од имунизацијата, се дава серум за едноставно да го потсети тој мемо-имун систем за да го заштити организмот. А ако е невакцинирано, вие не можете да го заштитите од тетанус само со серум. Една од поентите во твојата колумна, Сашо, е дека всушност еден македонски граѓанин кој ќе се обиде да дознае состав на вакцините кои што ги примаат неговите деца, таа информација не е достапна. Ме интересира, докторке, дали се чува како тајна тој состав на вакцините? Како користел тајни информации во својата колумна. Зошто? Ако тој состав можам и отворено да полемизирам околу тоа, јас и донесов од CDC, бидејќи вие знаете мојот партнер практично и во работата, тоа е колегата биотехнолог од Соединетите американски држави Клей Батемор и со него заедно вадевме баш тајни информации во кои сакавме да го дознаеме составот на вакцините. Тоа е јавен, можете сегде да го дознаете. Мислам дека и бирото на лекови. Но јас како име, презиме и никој ништо во ова општество без функција се јавам кај мојот матичен педијатар или во детската клиника кај вас или на вашиот оддел. Должен е. Тоа сметам дека треба и можеби тука и доаѓаат одредени вакви, да речем, недоумици кои се јавуваат бидејќи во дел можеби од непознавање или од несакање да ви ги предочат сите работи што може да се случат, а се должни. Тоа треба да го направат и сметам дека секој родител е должен да знае што става на своето дете. Јас тоа секогаш го правам. Сашо, дали вие сте се обиделе да добиете информација за... Значи вака, во секоја вакцина има од прилика од 80 до 150 различни состојки кои што се ставаат од протеински соединенија, патогени кои што се конкретно кои што се користат за конкретната болест, други патогени кои што одат уз него, разни емулгатори, катализатори, пуфри, тие нели други разни соединенија. Така да има еден податок дека големите компании кога прават договори со органот кој што треба да им дозволи на одредени вакцини, дали ќе бидат обележани како нештетни, ќе им се дозволи да бидат употребувани, дека во нивните договори воопшто компаниите исклучиво бараат да не бидат прашувани за комплетно за целата листа на состојки кои што ја употребуваат во вакцините. Или пак, доколку органот кој што треба тоа да го дозволи, знае, апсолутно нема никакво право и дозвола од компаниите да ги достави податоците до крајните корисници. И ова е така, ова е точен податок многу. Следна работа, конкретно кај нас, значи, во фондот на здравство, еве, јас сум пробал и со педијатар, во фондот на здравство, ако отидете, јас налетав на 3 различни луѓе, на 3 различни, така да кажам, административни соби. Едниот не знаеше за што му зборувам воопшто, вториот ме гледаше како некој параноичен лудак кој што го прашува нешто, а третиот ја сведе целата работа на некоја, што знам, политичка провокација. Тоа ми се случи мене. Четврта работа, кога пред неколку месеци ја вакцинирав третото дете, пошто сме условени да ги вакцинираме за да добиеме накнада за трето дете, значи тоа е еден од условите, што е дискутабилно, меѓутоа за тоа во некоја друга прилика. Кога ја вакцинираше, се извинете, не знам точно која вакцина беше, меѓутоа она го ставив шишенцето што го искористи во металниот сад, јас го земав додека она ја ставаше втората вакцина и го стави во джеп празното шишенце. Белгискиот производителот го изгуглав, значи само што го изгуглав на интернет,
покажа дека има преку 30 приватни тужби на родители кои што 2 недели после вбризгување, мислам дека беше вакцина против мали сипаници, заушки, рубиола. 2 недели после... Месеци на 15 месеци таа што се дава? 15 месеци било бебе? Па да, сега не знам, керкава е на вистина, пошто 3 деца тоа се вакцинира и не знам. Не на 15 месеци. Таа е за ММР. Како? Таа е вие за морбили, рубеола и таа што е доста контрадиктивна. Добро, не си. Преку 30 приватни тужби за родители кај кои што се јавил 2 недели после убризгувањето на вакцината, се јавил регресивен аутизам со инфекција на црева, мислам која што не потекна од некоја диареја или користење на не знам каква храна или настинка, кај што се работи за големи пореметувања нели на системот и за големи пореметувања во митохондриите, нели, поради кои што се намалило, така да кажам, некој начин производството на енергија и кај што паднала буквално енергијата која што меѓуклеточната размена, нели, која што се развива, тоа е внатреклеточната размена која што се одвива во самиот мозок, што довело до некој крах на системот. Јас имам тука една у режијата го дадов, тоа е еден прашалник. Не знам, режија, дали ме слушате? Можеме да видиме режим? Да, еве го гледам. Лекарска гаранција за сигурност на вакцините. Значи, јас вака ќе речам, овој прашалник да го земе секој пациент кој што сака кој што не сака да ги вакцинира или не е битно, кој што ќе оди кај педијатар со намера да го вакцинира или не своето дете, и нека го даде овој прашалник на било кој педијатар да го пополни и да го потпише и да се заведе на нотар. Ниеден наш педијатар тоа нема да го направи. А ќе видите и зошто. Ќе ве молам, ова можете после да ги видите и сите прашања, ќе ве молам, дајте ги сите сега состојки кои што ги содржат од прилика вакцините, тие што се малце поопасните. Не знам сега дали можеме сега да прочитаме. Вака имате алуминиум хидроксид, имате алуминиум фосфат, тоа е метал, имате алуминиум сулфат, имате, не знам, животински ткива, свинска крв, значи тоа се култури од свинска крв, од конска крв, од зајачки мозок, од мајмунски бубрек, од кучешки бубрек, пилешки ембриони култури, кокошкино јајце или јајце од патка, телешки серуми, не знам, не можам да прочитам сега од тука, фетален говедски серум. Дали вашата идеја е да комплетно да се игнорира современата медицина, бидејќи ние секојдневно доаѓаме во контакт со различни лекови за различни потреби. Ние не секако не можеме да ги знаеме сите состојки, особено ако некој нема врска со медицина и никогаш во животот не се разбирал тоа како јасно. Апсолутно не. Апсолутно не, затоа што човек може многу лесно да потпадне во параноја. Апсолутно не, значи она што го има направено медицината за овие, не знам, последниве 100 години, да кажеме, да не одиме потака, можеме и потака да одиме, е навистина фасцинантно и без таа медицина веројатно човечкиот живот нели ќе беше како во средниот век негде 43-4 години. Меѓутоа овде не се работи за напад на лекарите и на медицината. Овде се работи за напад на бизнис прегата на медиумите, фармацевските компании и моќните политички елити кои што се корумпирани од тие фармацевски компании, кои што прават отстапки, ги земаат нивните вакцини или лекови или храна или ова или она или генетички модифицирани зрна, семиња и така натаму и мораат да ги продаваат на своите територии, мораат да ги продаваат, а за сметка на тоа ни добиваат други политички бенефиции, поени, попуштања, така натаму. Како има ли научни студии кои што ја негираат врската меѓу вакцинацијата и аутизам, автоимуни болести, кронова болест, улцеративен колит и така натаму. Овие болести кои што се во пораст. И гледам сите овие работи и го слушам господинот, убаво сте прочитале тоа и ви се воодушевувам и верувам дека сте имале причина зашто тоа го правите, меѓутоа не се сите тие во една вакцина, секоја од вакцините. Значи тука прво се атенуираат. Значи не се патогени, туку се атенуираат вирусите, односно бактериите, за да се дадат атенуирани. Значи ако дадете вие жива, односно ако ја дадете таа практично ако го дадете жив и таа бактерија тој вирус ќе предизвикате директно болест. Значи идејата е да го носите имунитетот, а да не предизвика болест, бидејќи самата таа болест може да значи фатални последици по пациентот. Прво. Второ, на сето тоа
што се одгледува, имам и јас доволно прочитано на оваа тема, иако сум педијатар, лекар и се бавам со, да речеме, евентуално компликациите од вакцините и мојата стручност кон тоа што значи практично вакцинирањето, можам да ви кажам дека алуминиумот како таков, ако земете во мајчиното млеко, го има многу поголеми концентрации отколку алуминиумот што се става во вакцините. Зошто тогаш ни треба да се става од надвор? Значи, ова е фактор кој влие да го промовира имунолошкиот механизам заедно со детоксицираниот дел од вакцината. Добро. Значи се врзува со вакцината и практично го стимулира имуниот систем и тоа е во извонредно ниски количини дози. Тоа го читав токму вчера, апропо на ова, затоа што алуминиумот, знам, предизвика доста полемики во оваа средина, слушајќи го тоа е и од надвор додека бев. Меѓутоа, да знаете дека и коментарот со моите колеги баш во Јапонија беше на оваа тема. Алуминиумот го има во breast milk, ми рекоа. Сите тие деца што цицаат практично, тоа е најприродната работа, го имат алуминиумот и во мајчиното млеко. Да, докторке, ама тама е по природен пат. Меѓутоа, кога тој истиот алуминиум фосфат или живата ќе дое во контакт со состојки кои што немаат врска со човековиот организам, значи не му се природно у таа форма, какви што они ги наоѓаат или ги рекомбинираат или не знам ги модификуваат генетички или не знам како. Кога ќе дојдат со такви состојки во контакт и кога таков ќе се внесе во организмот, знаете до што доаѓа. Во организмот во овој момент кој ќе внесете вакцината со патогените, отровите, само да ви го кажам ова, отровите од типот на скваленот. Скваленот кој ќе го внесете во организмот, го има во речиси сите вакцини. Функцијата на скваленот е да го потикне брза реакција на организмот, имуна реакција на организмот, брза. Како значи што побрзо, што побрзо да го активира. Меѓутоа што се случува? Кога ќе се активира организмот, нели, те клетките убици така натаму. Кога ќе почнат да делуваат, тие одма го убиваат, го препознаваат отровот сквален и тие го убиваат него. После тоа удираат на патогенот кој што е уфрлен против одредена, нели, болест, го уфрлаат. Меѓутоа работата е што кога ќе они ги решат отровите и патогените, затоа што штом се внесе вакцината, тие се раздвојуваат отровите и овие патогените, вирусите, бактериите. Значи, штом ги уништат отровите, прво отровите ги препознаваат као скваленот. Штом ги уништат нив, фактички организмот е веќе истоштен за да се справи со вирусите и бактериите, фактички со оние вистински патогени, кои што може да се инкорпорираат во ДНК-та на клетките и автоматски да ја, нели, да ја зарази, да ја инфецираат, да ја го сменат генетскиот код или не знам како сака, зависи за кои вакцини нели станува муавет. Прво за скваленот зборувате, за алуминиот се излачува за 24 часове. Молам, затоа што циркулацијата во организмот, продуцирањето на сите клетки кои исто така влијаат на се што ќе го препознат како непознато, делува и самиот организам го излачува и го изфрла. Значи сигурно не останува. Станува збор за тоа дека не застанува одговорот имунолошки на организмот. Да, тогаш значи дека сите деца треба да бидат аутистични. Од една страна, односно сите деца треба да имаат некакви си ефекти од вакцините или да имаат некакви негативни нус појави, а немаат. Нема, точно Прво, нема. второ, дали знаете која е причината за малигните болести кај децата кои немаат врска со вакцини? Генетика. Да не ја заборавиме генетиката. Сите носиме генетски потенцијал. Студијата што ја прочитав јас, моето дете живее во Лондон и баш ми ја прати последната студија што е правена, која тотално го исклучува аутизмот, бидејќи највеќе тој оној кој што предизвикува полемика сега, автоматски апропо ММР вакцината. Правени се аутизмот, врската на аутизмот со ММР вакцината. Значи 1988 година е воведена таа вакцина во Велика Британија, а студијата е правена и анализирани се децата од 87, значи пред 10 години и по 10 години. Дефинитивно аутизмот има своја генетска предиспозиција. Се појавува во периодот кога вие го препознавате она што се вика аутистик-лайк синдром, на однесување на детето кој не одговара на она кој што треба да одговара, во период кога токму се поклопува со давањето на оваа ММР вакцина. Тоа сите студии го докажа, ги имам сите материјали со себе. Значи, дефинитивно постои една комуникација, односно период на зависност од давањето на вакцината и моментот кога вие препознавате дека нешто со детето не е во ред. Меѓутоа, тоа се токму само една коинциденција и ништо повеќе од тоа. Дефинитивно студиите, сите студии, double blind студии се правени. Значи, на оние кои што знаат дека ги испитуваат за аутизам и кај деца кои што биле веќе дефинирани као аутистични. И се гледал периодот на појавување на тие несакани реакции кај децата.
Факт е дека спомнавте, постои исто така во однос на гастроинтестиналниот тракт одредени исто инфламаторни процеси кои знаат да го стимулираат вакцините и затоа ОПВ-то, односно оралната полиовакцина е заменета веќе со интравенската полиовакцина. Видени се овие токсични ефекти и веќе се правени екстракции на овие дел и најголем дел скоро екстрахирани се направени така наречени пречистени вакцини во кои сите овие токсични продукти, бидејќи сигурно се рапортирани случаи на несакани ефекти од вакцините и порано, не е ова сега толку актуелно, и видено е сепак медицината прави напори да може да ги екстрахира овие за кои зборувате и за кои би се сложила дека би направила одреден проблем кај децата со генетска предиспозиција и се ставени, односно направени попречистени вакцини кои не би требало да прават негативни ефекти. Дали е и точно верувајте ми дека тоа е така, зашто јас го имам искуството со тие пречистени вакцини највеќе. Доктор Софијанова, дали е точно дека само за децата, за мојкниците во Македонија се достапни тие пречистени вакцини? Видите вака, јас сум многу искрен човек. И јас дојдов овде искрено да зборувам и да кажам дека ако нешто во медицината треба да се поштува, тоа е дајте да го спречиме отколку да го лечиме. Токму тоа го прават вакцините. Значи, ако ме прашате во однос на вакцинирањето, едно нешто кое што ќе спречи да се вратат животно загрозувачки болести од типот на инвалидитет, полиомиелит, кои, не знам дали слушате, Светска здравствена организација веќе рапортира дека има аутбрейкс на полиомиелит, што значи дека може ние да се вратиме повторно на една ера кога имавме деца со полиомиелит, односно веќе деца со кои ќе останат инвалиди. Меѓутоа, вашето прашање дали моќниците Поливалентните зашто ги нема за сите достапни. Прочистените вакцини. Прочистените вакцини се веќе достапни во цела сите земји на Европската унија, да не зборуваме за Соединетите американски држави, останатите развиени земји. Тоа мислам дека треба да влезе во идната година во буџетот на државата и да се одвоја средства за тоа. Апсолутно стојам за таа работа. Колку проценти од вкупните вакцини се поливалентни? За колку Значи, проценти? кај нас на клиника се даваат тие, и тие ги даваме особено затоа што алуминиумот и останатите овие состојци, особено кај децата кои што се раѓаат пред време и со одредени критични состојби на самото раѓање, имаат можност и акцептибилност да изреагираат на овие состојци и кај тие деца ги даваме овие вакцини. Да. И тие имаме точно значи, има список. мала количина. Ги даваме, има список на тие деца. Јас сум во таа комисија и практично јас и прва влегов во таа кампања практично да ги се повеќе и повеќе промовирам бидејќи работам на одел за интензивна и сум лечела деца од 500 грама кои сигурно заслужува најдобро. Мојата улога и одговорност пред оваа држава е прво и основно безбедноста на секое дете и сигурноста на секое дете. И ова кој ќе го кажам пред јавноста, за да знам дека стојам јас, мојата лекарска фела и педиатриското здружение и сите лекари. И не дека тоа мислам дека ова не е штетно или штетно да полемизираме. Се согласувам со дел од оваа полемика и затоа сум да се воведат сите оние пречистени, така наречени вака народски кажано вакцини во кои контраефектот на вакцината ќе биде сведен на минимум. И морам да ви кажам дека навистина немаме видено никаков контраефект. Многу повеќе се зборува за тоа колку што реално продуктот од самото вакцинирање како такво ќе донесе доколку него вакцинирате утре. Значи, ако треба да дојдете со да лекуваме овакви болести кои што против кои што се даваат вакцините, тогаш верувајте ми, цената е 1000 пати поскапа, а животот е неповратен. Притисокот на родителите треба да биде значи кон вашето матично министерство за да се обезбедат прочистени вакцини за сите. Заедно со мене. Да. Заедно со мене. Стојам за тоа. А не за бојкот на вакцинирањето. Апсолутно. Ако ми дозволите само сакав да направам една паралела со една статистика која што пред малку можев да ја видам. Во Европската унија, значи 27-те држави на Европската унија плюс Исланд и Норвешка. Од режија може да го видиме и слайдот. Во половина од нив вакцинирањето на децата до 14 годишна возраст е задолжително, но во другата половина вакцинирањето е по препорака на државата. Она што е интересно е што во тие држави во кои што вакцинирањето е по препорака на државата, процентот на родители кои ги вакцинираат децата е преку 80%. Доколку тоа е една од работите што родителите во Македонија ја бара, значи да не се задолжителни вакцините, доколку тоа биде случај во Македонија. Дали можеме да очекуваме вакав висок процент на одзив за вакцинирање? Бидејќи таму сепак е оставено на совеста и на проценката на родителите. Се што е облигаторно кај нас има контраефект.
Јас имам таков некој впечаток. Значи, колку повеќе терате некого да го прави, тоа предизвикува контраефект. Отпор. И отпор, сигурно. И верувам дека тоа е така, зашто гледате, мојот став е многу отворен и реален. Јас во принцип кога би се седнало вака да се разговара, бидејќи јас не речем имам толку многу пациенти и верувате ми дека пред некој ден и коментирав, мене ми е жал што дури сум директор кога мојата улога е пред се педијатар. Јас сакам да го работам. Мојата работа е интензивна, тоа е најголемото благодет што можев да го правам и со моите 10 прсти, бидејќи тука се работи за живот и смрт на дете. И јас знам како изгледало кога сме ваделе пнеумококни, да речам, бактерии на дете кој е било интубирано и ставено на машина. Тој кој не го видел, тоа не може да го зборува. И сето друго паѓа во вода. Докторке. Значи, пнеумококната вакцина која исто така е една од вакцините која треба да се проведе во нашава држава и која ќе ги штити децата од горно-респираторни инфекции, вие не знаете колку ќе го заштити колективниот имунитет и децата во градинки нема да ви се толку често болни, што е и мој став за сето тоа. И мислам дека е многу паметно ако може и тоа да се додаде воно до вие облигаторни што се дите перпертусис, мислам дите пер во првата година, полио, инфлуенца и така натаму и така натаму. Докторке, значи, уште еднаш ќе кажам, никој не ја доведува под прашање вашата стручност Да. и вашата хуманост. Значи, воопшто не ја доведува под прашање. Меѓутоа, на 10 ваши студии од не знам кои престижни институти, универзитети, верувате, ја ќе ви извадам уште 10 кои што ги на некој начин ги неутрализираат или се контра нив. Тоа е една работа. Втора работа, едно прашање вака ќе ви поставам. Дали според вас свинскиот грип кој што беше пред 4-5 години беше реалност во Македонија? Ќе ви одговорам одма. Во Јапонија Во Македонија бе Во прашувам, Јапонија дали ми беше кажа дека реалност? било токму дел од фармацутските компании кои го направија како Точно така. Држам Пред 3 години, значи во Америка, Тоа нема врска со ова сега. само да ви кажам, на кој принцип се работи? Пред 3 години во Америка на суд, значи беше тужена Светската здравствена организација дека создала фама дека постои епидемија на свински грип за компаниите кои што вложуваат во незиното постоење, кои што ги држат оние луѓе за кои што ја зборев, за да можат да ги продаваат своите препарати, своите вакцини низ светот. И тоа падна на суд, тоа е реалност. Меѓутоа, знаете ли што е големиот проблем тука? Преска и вие го спомнавте тоа. Кој ќе заболи од рак, кој нема да заболи, значи сите не заболуваат од канцер. Како што сите не заболуваат од полиомиелитис. Како што сите деца што ќе примат една иста вакцина, нема сите да добијат аутизам, да заболат од аутизам или не знам од која друга болест или од нешто трето. Меѓутоа, што со оние деца кои благодарение исклучиво како последица на таа вакцина заболеле, а биле здрави прави? Значи, дозволете, Тука е морате целиот да носите муабет. генетска предиспозиција за тоа. Затоа велат не се сите исто подеднакво болни. Значи генетската предиспозиција е многу важна. Аутизмот е утврден дека е генетска предиспозиција. Можда некогаш вакцината ќе биде тригер фактор. Меѓутоа кога тогаш ако не на 15 месеци ќе се видело детето дека ќе покаже аутистично однесување на 20 месеци, на 25. Така да ви кажам, значи да не ја мешаме генетиката и предиспозицијата. Генетиката и предиспозицијата е една работа, вакцинирањето може некогаш да биде тригер, ама ако си носите генетика, тоа е тоа. Исто како и за ракот. Што е со вакциниве од третава генерација? Тие се фактички се ДНК вакцини, генетички значи модификувани. Објаснив вчера на кој принцип тие работа. Значи тие може да го сменат природниот код на ДНК на примателот. Значи за шифрата ја сменуваат. За третата генерација, за ДНК вакцините. Па сега има една четврта на која што работа, тоа се нановакцини. Кои се тие? Ние ги немаме ни овие прочистени, Значи, сега... Ние ги не, да, сакам да ви кажам, народот ставиме сега во размислување, па уште и за нано ние не сме стигнале до секонд втора генерација. Значи да не збориме дека тоа што е генетскиот материјал и она што е природната склоност дека е тоа така од Бога дадено нели во наводници, дека тоа си така. Не, сега со современата медицина и наука тоа може да се менува. И тоа сите го знаеме. Да не заборавите многу болести кои се лекуваат. А дали генетската предодреденост може да се утврди пред вакцинирањето? Може. Значи можеби тоа е решение. Имате генетска предиспозиција да бидат утврдени за одредени болести пред вакцинирањето. За аутизам тоа се утврдува. Да.
Доктор Софијанова, Сашо, ви благодариме што бевте дел од оваа емисија. Беше интересно, немавме многу можност да поставиме прашања, но Неважно е беше дека интересно. разрешивме нешто од Дилемите дилемите. барем прашања. најавни. Ви благодариме што сте. Пријатно. Па,